Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во изложбените салони Империјал 1 и 2 во културно-информативниот центар Скопје вечерва се отвара самостојната изложба на академскиот сликар Емил Шулајковски, насловена Огнена земја. Со оваа изложба Емил Шулајковски го одбележува јубилеот 25 години ликовно творештво и на неа ќе бидат изложени 45 слики изработени во маслена техника, создадени во последните 3 години. Останете со нас, следуваат насловите за денеска. Општина Илинден ја отвори втората општинска библиотека. Пикник на добри компании во градскиот парк. Утре премиера на филмот Ах, љубов моја. Прекрасна великденска приказна во дворот на семејството Тодорови во општина Бутел. Од 25 април до 1 јуни упис на деца во градинките во општина Центар. Во Домот на култура во Марино денеска беше отворена втората општинска библиотека со книги донација од Матица Македонска и книги собрани од манифестацијата Подарете книга за великденско јајце во општина Илинден. Општина Илинден денеска ја отвори втората општинска библиотека сместена во Домот на култура Марино. Библиотеката е опремена со книги донација од Матица Македонска и книги кои се собрани од манифестациите Подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение, во чии рамки досега се собрани 32.000 книги. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски истакна дека општината остана доследна на своите ветувања и целосно се насочи кон доближување на книгите до младите преку отворање на нови општински библиотеки. Целта на библиотеката е да се приближи до читателот. Книгата да ја приближиме до читателот, а со тоа да ја негуваме литературата, културата, уметноста, традицијата, бидејќи имаме во наша општина значителен интерес за негување на културата од најмладите ученици кои што издадоа веќе и сопствени книги, збирки и романи. Сето тоа е еден голем подем и целта е да ја афирмираме книгата. Писателот Блаже Миневски истакна дека има иднина и за младите и за книгите, со оглед на фактот што се зголемува бројот на младите кои читаат и купуваат книги. Тој вели дека е многу подобро да се отвораат нови библиотеки отколку кафулиња. Во секој случај библиотеката е многу подобро нешто отколку да се отвараат кафулиња, кафичи и такви работи. Јас се надевам дека се повеќе библиотеки ќе се отвараат, а особено се радувам што тоа се прави во општина Илинден, кое што искажува еден голем однос кон книгата, кон писателите, кон културата воопшто и мислам дека нејзините чекори ќе ги следат и други општини во Македонија кои што на овој начин ќе ја доближуваат книгата до обичниот читател, до читателот кој што можеби и нема време да оди по главните библиотеки, да оди во националната библиотека кај што работиме ние или во градските библиотеки, туку библиотеките ќе бидат во населените места блиску до. Отварањето на новата општинска библиотека во Домот на култура Марино е во рамки на 18-та литературна манифестација Илинден 2017, која што е во тек, со која општина Илинден покажува дека е голем поддржувач на културата и литературата, која на едно место ги собира писателите не само од Македонија, туку и од други држави. Во рамки на пикникот на добри компании кој денеска се одржа во градскиот парк беа засадени 70 дрвја од представници на општествено одговорни компании и представници на граѓанскиот и јавниот сектор. Компании, организации и учесници на првиот форум на добри компании денеска во градскиот парк во Скопје засадија вкупно 70 зимзелени дрвца во рамки на пикникот на добри компании кој е во организација на Асоциацијата за истражување, комуникација и развој Паблик, амбасадата на Кралството Холандија во Скопје и Скопје Мериот хотел. Дрвјата ги обезбеди Скопје Мериот хотел заедно со холандска компанија од Тетово, а парцелата за садење град Скопје. Амбасадорот на Кралството Холандија
Холандија, Ваутер Пломб, рече дека дрвјата се иднината на градот и дека денешниот настан е одличен пример за корпоративно-општествената одговорност. Директорката на Паблик, Клементина Илиевски, рече дека со денешната иницијатива зад себе оставаат позитивни отпечатоци во природата. Следниот форум на добри компании е закажан за 2 ноември оваа година. Она што е цел на самиот форум е поттикнување на компаниите да делуваат општествено одговорно, односно да водат сметка за сите отпечатоци кои што ги оставаат зад себе. Дали се однесува во однос на заштитата на животната средина, односно треба да се опфатат сите оние сегменти кои што ги подразбира општествено одговорното делување. Во рамки на целата ова приказна планираме следниот форум на добри компании кој што ќе се случи на 2 ноември годинава, да биде во насока на она што го работи движењето економија за заедничко добро, чија цел е да се стави во фокусот економијата во служба на самите граѓани. Во рамки на Скопскиот филмски фестивал, утре вечер во Кино Милениум премиерно ќе биде прикажан филмот Ах, љубов моја, во режија на Коле Ангеловски. Филмот се снимаше 2 години на повеќе локации низ Македонија, во Скопје и Маврово. По премиерното прикажување на репертоарот на кината Милениум и Синеплекс ќе се најде од 27 април. Поголемиот број успешно реализирани изведби на представата Ах, љубов моја, режисерот на представата Коле Ангеловски одлучи да ја екранизира приказната во која акцентот, за разлика од многу други филмови кои се снимаат кај нас, е ставен на љубовта. Филмот Ах, љубов моја премиерно ќе биде прикажан утре вечер во рамки на Скопскиот филмски фестивал со почеток во 20 часот и 30 минути во киното Милениум. Проектот е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија во 2015 година со 14,3 милиони денари, а завршен само за 2 години. Вкупниот буџет на филмот е околу 20 милиони денари. Директорката на Агенцијата за филм Мими Ѓоргиовска Илиевска на денешната пресконференција истакна дека Коле Ангеловски одбележува 55 години на филмското платно. Во 1962 година тој првпат се појави како дебитант во играното остварување Саша. Ѓоргиовска Илиевска нагласи дека Ах, љубов моја е љубовна комедија и додаде дека жанрот комедија е ретко присутна во македонската кинематографија. Изрази надеж дека и ова филмско остварување ќе предизвика голем интерес кај публиката и ќе покаже разноликост во македонската кинематографија. Морам да кажам дека секогаш е задоволство кога говориме за нов македонски филм. Она што е значајно за ова филмско остварување е жанрот, комедијата, која што е многу ретко присутна во нашата кинематографија. Премиерата на Ах, љубов моја ќе биде токму во годината која што велиме дека е 55 години од појавувањето на Коле Ангеловски на филмско платно. Во 62-та година за прв пат се појави како дебитант во играното остварување Саша. И еве сега, имаме на неговиот 55 годишен јубилеј од појавување на филмското платно, имаме премиера на неговото најново филмско остварување. Од Агенцијата за филм беше поддржан со 14 милиони и 300 илјади денари, а вкупниот буџет на филмот е околу 20 милиони денари. Режисерот и сценарист Коле Ангеловски, кој македонската кинематографија ја збогати со култната представа, а потоа и серија Викенд на мртовци, потенцира дека направил сценарио или приказна за љубовта, но гледано од хумористичен аспект. При создавањето на филмот, како што нагласи Ангеловски, не му било важно истиот да усвои голема награда на Канскиот или Венецијанскиот фестивал, туку да се допадне на публиката. Она што најмалку е третирано во македонскиот филм, тоа е љубовта. Како да не постои, како да не се сакаме, како никој да не ќе да го слика тоа, да го донесе во некоја форма на екранот или во театарот. Затоа, инспирирано од турскиве серии, бидејќи таму љубовта е главен мотив и тоа онака баш страстна, тешка, со многу заплети и расплети. Направив такво едно сценарио, таква една приказна
само сето тоа погледано од еден хумористичен аспект. И мислам дека она што е многу важно, што направивме еден филм кој што е за публика. Ја не знам дали ќе иде на Кан или на Венеција, тоа сигурно нема да иде, ама дека публиката ќе го сака да го гледа и дека ќе ужива и дека ќе биде среќна и задоволна после проекцијата, мислам дека тоа ќе биде сигурно. Филмот е снимен на повеќе локации низ Македонија, во Скопје и во Маврово, во продукција на Аварт Филм и Видео и копродуцентите Квазар Филм и КТ Филм и Медија. Продуценти се Горан Стоилковиќ, Димитар Николов и Владимир Стојчевски, а сценограф Илина Ангеловска. Костимографи се Лира Грабул и Раде Василев. Музиката е на Венко Серафимов. Актерската екипа ја сочинуваат Нина Дејан, Атанас Атанасовски, Александар Микиќ, Сонја Стамболџиева, Роберт Ристов, Жарко Димовски, Крсте Јовановски, Марија Кондовска, Ердоган Максут, Кристина Ласовска, Валентин Костадиновски, Ева Скендеровска, Едмонд Сотир и Андон Јовановски. Актерката Марија Кондовска денеска потенцираше дека е бескрајно среќна што работи со Коле Ангеловски. Од 27 април филмот ќе биде на редовниот репертоар на кината Синеплекс и Милениум и низ кината во Македонија. Годинава исто така се очекуваат премиери на уште 5 македонски филмови. Годината на Мајмунот во режија на Владимир Влажевски, Жртва на Марија Џиџева, Тајната состојка на Ѓорче Ставревски, Незаборавна пролет во заборавено село на Куштрим Бектеши и Чекај ме сведок на Митко Панов. Прекрасна великденска приказна можеше да се забележи во дворот на семејството Тодорови во општина Бутел, кои се познати по прекрасно уредениот двор во текот на целата година, а особено за поголемите празници. По добиената награда за трите најубаво новогодишни украсени дворови, Сашо Тодоров и за празникот Великден својот двор го претвори во вистинска великденска бајка. Градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски го посети празнично украсениот двор на семејството Тодорови, кои се многу креативни кога станува збор за нивниот дом и просторот околу куќата. Дворот на Сашо Тодоров представува прекрасна гледка во текот на целата година, а особено за поголемите празници. Дворот на семејството Тодорови за време на великденските празници представуваше вистинска атракција за сите кои поминуваа пред нивната куќа и се сликаа во прекрасно украсениот двор со великденска приказна. Сашо Тодоров, сопственикот и виновникот за великденското украсување на дворот, е повеќе пати наградуван на традиционалниот општински избор за најубаво украсен двор по повод новогодишните и божикни празници. При врачувањето на годинишната награда тој спомена дека ќе се обиде украсувањето да го направи и за големиот христијански празник Великден и вели дека голем број граѓани застанувале да се сликаат во дворот без разлика на етничка припадност. Последниве 10 години, значи каде што веќе тоа прерасна во една традиција да се украсуваат новогодишните дворови. И сега кога бевме за нова година да подигнеме наградите кога помина оној службениот дел и така во неврзан разговор со градоначалникот се договоривме дајте нешто да направиме, нешто ново, нешто убаво, поубаво и така се роди оваа идеја, значи тоа е заеднички проект да се украсуваат дворовите за овој голем христијански празник. Не постои цена што може да го плати ова чувството кога поминуваат по улицава, значи без разлика дали се тоа христијани или муслимани и сите тука влегуваат, кај нас вратите се секогаш отворени и тука влегуваат мали деца, се сликаат, па оваа година имавме една корпа со едно 200 јајца фарбани, каде што секој кој ќе влезеше се зимаше, се сликаше, зимаше од јајцата. Исто така има најава дека следната година исто така ќе многу од нашите сожители ќе ги украсат своите дворови, како што веќе го прават за новогодишните празници. Градоначалникот Латиновски изрази голема благодарност за посветеноста на Сашо Тодоров и за тоа што е пример за сите граѓани на општина Бутел, како треба да се уредува просторот во кој се живее, но и како треба да се сака и негува традицијата. По тој повод му врачи на Тодоров благодарница за особен придонес во разубавувањето на општина Бутел. Ова иницијатива навистина заслужува посебно признание од страна на општината Бутел. Меѓутоа, се надевам дека Сашо е еден неисцрплив извор кој поседува енергија
ни дава и предлага нови идеи, што се за лична негова промоција, но напротив, идеи кои што ќе служат за разубавување на општината Бутел. Јас како градоначелник, навистина и во оваа прилика сакам да истакнам и да му изразам една голема благодарност на господинот Сашо, на целото семејство негово, кое што сигурно дека му помагаат во сето ова да се одржува. И се надевам дека новите идеи кои што Сашо ги предлага ќе бидат прифатени од општината Бутел, се со единствена цел општината Бутел да ја направиме едно пристојно, привлечно и убаво место за живење на сите граѓани. Градоначалникот Латиновски истакна дека доколку има интерес од страна на жителите и за великденското украсување на дворовите, општината ќе распише конкурс и ќе ги избира најубаво украсените дворови, како што го прави тоа за новогодишните празници. Сашо Тодоров се заблагодари и истакна дека ова внимание ќе му биде поттик за натамошно декорирање на просторот околу неговата куќа и е посебно почестен од посетата на градоначалникот Латиновски. Факултетот за електротехника и информацијски технологии ФЕИТ и Средното општинско стручно училиште Илинден со заеднички активности ќе поттикнуваат создавање квалитетен кадар. За таа цел тие денеска подпишаа меморандум за соработка. Средното општинско стручно училиште Илинден и Факултетот за електротехника и информацијски технологии ФЕИТ подпишаа меморандум за соработка со цел да се поттикне квалитетниот кадар и да се создадат услови за младите да останат во Македонија. Овој меморандум е една почетна точка и за училиштето и за факултетот. Во неколку насоки сакаме да ги подобриме условите за работата и на учениците и на студентите преку заеднички проекти, литература, опрема, организирање семинари, надпревари и обуки. И не само за нив, туку и за професорите и наставниците, изјави деканот на ФЕИТ професор доктор Димитар Ташковски. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски упати апел за поддршка на младиот кадар како наша иднина, во насока на стипендирање на најквалитетните и најсолидни ученици од страна на компаниите. Со подпишувањето на овој меморандум се очекува зголемување на квалитетниот кадар во Македонија и поттик за надоградба на истиот. Општина Центар информира дека уписот на деца во градинките на нејзина територија ќе се спроведе во период од 25 април до 1 јуни, а предност ги имаат жителите на општина Центар. Од 25 април до 1 јуни ќе се врши упис на деца во трите градинки кои се на територија на општина Центар, 13 ноември, Кочо, Рацин и Корчагин. За упис и за згрижување на децата постои огромен интерес во континуитет поради местоположбата и условите кои ги имаат овие градинки. Од општина Центар информираат дека предност за аплицирање ќе имаат децата чии родители се жители на општина Центар. Доколку во предвидениот рок местата не бидат пополнати, тогаш ќе бидат запишувани деца од другите општини по утврдени критериуми. Во градинките во општина Центар, трета година значително се намалени трошоците на родителите за нивните деца, затоа што општината ги финансира часовите по физичко воспитување и англиски јазик во сите детски градинки, а исто така ги презема и трошоците за набавка на средства за хигиена на децата. На подрачјето на целата територија на општина Аеродром започна пролетната дератизација за уништување на глодарите. Во оваа акција ќе бидат опфатени и училиштата и детските градинки. На целата територија на општина Аеродром деновиве се врши пролетна дератизација. Со дератизацијата која се спроведува на подрачјето на целата општина, ќе се опфатат 3000 шахти со 9000 мамци. Со оваа акција ќе бидат опфатени основните училишта и детските градинки на нејзина територија. Дератизацијата на глодарите ја врши Центарот за јавно здравје Скопје. Од денеска до 28 април во Кино Милениум, Кинотека на Македонија и Кино Фросина се одржува Скопски филмски фестивал, на кој ќе бидат прикажани повеќе од 75 филма. Со филмот Реквием за Господја Ј на режисерот Бојан Вулетиќ, денеска почнува јубилејното 20-то издание на Скопски филмски фестивал. На програмата од денеска до 28 април ќе се најдат повеќе од 75 филмови, работилници и гостувања на реномирани филмски имиња во Кино Милениум, Кинотека на Македонија и Кино Фросина. Филмот Реквием за Господја Ј годинава беше дел од официјалната програма Панорама на 67-то издание на Берлинскиот филмски фестивал. Филмовите се распоредени во 8 програми.
Најновата македонска филмска комедија во режија на Коле Ангеловски "Ах, љубов моја", како и неколку краткометражни филмови, ќе бидат прикажани во програмата на филмови од македонска продукција. Во гала програмата ќе биде прикажана комедијата на оскаровецот Фернандо Труеба, Кралицата на Шпанија со Пенелопе Круз, како и Невидливиот гостин и Заливот Слек со Жулиет Бинош во главна женска улога. На програмата авторски филм ќе бидат прикажани филмовите Загубени во Париз, Кафуле и вториот дел од полуавтобиографска филмска триологија Бесконечна поезија на Алехандро Ходоровски. Како дел од програмата Панорама на светскиот филм ќе бидат прикажани 6 остварувања, меѓу кои се рускиот филм Ученик, Каков што си ти и Вива. Вкупно 12 филмови од европска продукција и уште 13 краткометражни шпански филмови ќе бидат прикажани во рамки на програмата на краток филм. Скопје филм фестивал и Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица годинава преку детска филмска програма Креираме заедно ги вклучуваат и децата во креирањето на фестивалската програма. Автор на плакатот за годинашното издание на фестивалот е македонскиот ликовен уметник Ване Костуранов. Утре времето ќе биде суво, студено и ветровито, а ветерот ќе биде северозападен и особено изразен долж по Вардарието. Температурите значително ќе опаднат. Утринската од -2 до 4, а дневната од 6 до 13 степени. За време на викендот се очекува разведрување, со што утринската температура на повеќе места ќе биде околу или под нулата. МТМ Метео го гледаме во приложение. И уште една информација за крај која се однесува на учесниците во сообраќајот. Време на измена на режимот на сообраќај ќе има утре на улицата Филип II Македонски, поради приклучување на објектот државни институции, јавна администрација и Факултетот за драмски уметности Скопје на постојната водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација. Со ова информација ги завршуваме денешните урбани вести. Не заборавајте да ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Ви благодариме на вниманието. Спортските вести се следни на МТМ. Пријатно!